Повеќе од 10.000 активни случаи за жал поминати психолошката граница од 1000 смртни случаи, ваков е загрижувачкиот корона биланс во Македонија. Од пред неколку дена во Македонија, цело време кога сме надвор, мораме да носиме маска на лицето. Но како правилно да ја ставаме, носиме и вадиме маската? Погледнете во наредните неколку минути. Како да го намалиме ризикот од заразување, совет побаравме од доктор Ирена Витановска. Маската ако се вади ова гледаме да е чиста, со чисти раце да се извади и се допира само на горниот дел. И потоа ја ставаме прво на нос, после на уста и ја ставаме вака. Брадата треба да биде заштитена на брада и носот исто така. Устата така заштитена. Носењето маска на лактот во текот на корона пандемијата како да стане еден вид мода, што никако не е препорачливо, а маската не смееме да ја носиме ниту во джеп или ташничка, туку на пример во чиста кесичка. Тоа не е хигиенски, затоа што секако може да се испрелја таа маска и тога што сте ставиле на лице, се ставиле разни бактерии. А како полесно да носиме маската, сега кога мораме цело време додека сме надвор, Витановска советува многу едноставно, со обично палома марамче. Затоа што мека марамица ќе упие цела влажното уста, полесно ќе дишат и нема зајапурени да бидат во лицето. Затоа што можат кожни инфекции да се појават па на лице. Исто така важи и за вакви, како што ги носат граѓаните, да се стави една марамица и потоа, значи само одозгора се и маската е ставена. Во период кога доаѓаат пониски температури, а луѓето мора да одат на работа, доктор Витановска советува што почесто да се проветруваат просториите. Проветрување на простории не повише од 2, 3 до 4 особи. Ако се зголемува бројот на присутни во една затворена просторија, се зголемува и ризикот за инфекција. Зашто секој пат може да постои еден кој што ќе пренесе инфекција. Заразата најлесно се шири низ кафулињата и рестораните, токму поради ова, покрај почитувањето на мерките, Витановска советува, особено младите да бидат многу внимателни, бидејќи покрај себе можеме да ги заразиме и своите најблиски. Би требало младите да бидат повнимателни, да не излагаат. Има многу внимателни деца кои се учат, работат и пазат. Меѓутоа има, гледавме некоја снимка во центар на град, некаде на некоја забава, кај што се урла, без маски, тоа е потпуно невнимателност. Што се однесува до имунитетот, не постои волшебна формула. Според препораките од лекарите на организмот можеме да му помогнеме со земање на одредени доратоци во исхраната. Препорачуваат витамин Д, цинк, витамин С, но ништо од ова во преголеми количини. Со овие неколку едноставни совети, ризикот да се заразиме се намалува, а штитејќи се себе си, ги штитиме и другите.